Тензичен ќе биде изборот за нов лидер на СДСМ. Партијата на мускули ќе бира наследник на Димитар Ковачевски. Од трката се повлече Славјанка Петровска, остануваат Венко Филипче, Јован Деспотовски и Александар Бајдевски. Се обидовме од сите да снимиме изјава, но како и досега игнорантскиот однос на поранешната власт кон Алфа продолжува и сега кога се во опозиција. Петровска ја баравме телефонски преку СМС порака, но не добивме никаков одговор. Таа на 2 дена пред изборите се повлече, обвинувајќи дека се случувал нефер изборен процес. Регистрацијата на членството не се вршила лично од нив, а некои од своите противници ги обвини дека злоупотребувале лични поратоци на сопартици. Јас ќе се најдам на избирачкото ливче, бидејќи веќе се испечатени материјалите, меѓутоа јас лично нема да излезам да гласам и се разбирам, мислам дека тоа треба да го направат и останатите. Не е прашањето кој од нас четворица ќе биде избран. Верувате дека влогот е многу поголем. По прашање е СДСМ и легитимитетот на сите одлуки кои во иднина треба да бидат донесени. Со едно раководство кое ќе биде временно раководство, кое ќе биде избрано во согласност со измени на статут ќе треба да се предложат. Иако ги повика и другите да се откажат од трката, тоа не го стори никој од тројцата. За изјава го баравме и Венко Филипче, но и тој не одговори на телефонските повици на Алфа. Вчера во изјава за битолската телевизија Тера кажа дека СДСМ ја чека многу работа по катастрофалниот пораз на изборите. Првата работа, приоритетот е обединувањето на сите членови. Видовме дека има разединување, видовме дека наши членови гласаа за други политички субјекти. Сметам дека со подобрување на комуникацијата со сите членови на секое ниво ќе започне процесот на обединување и враќање на взаемната довера, подобрување на работата и односите со медиумите и повторно отворање на платформата за соработка со различни организации. На телефонските повици и СМС пораката не одговори ниту Александар Бајдевски, кој во изјава за друг медиум кажа дека на СДСМ му треба идеолошко рестартирање. Членството е разочарано, членството можеби се осеќа излажано, напуштено на овој период, но сепак од присуството на состаноците се уште има енергија, се уште има жар во членовите да помогнат во некој ќе рече нов или можеби нов почеток на Социјалдемократскиот сојуз. Јас ќе кажам да се вратиме малку идеолошки чекор назад, да го вратиме оној стариот државотворен СДСМ. Единствен кој одговори на повикот на Алфа беше Јован Деспотовски, кој ни кажа дека денеска не можел да зборува бидејќи во партијата бил предизборен молк. Тој вчера на друг медиум изрази несогласување со обвинувањата на Петровска, но признава дека целиот изборен процес во партијата е лош и сложен. Ево неколку наврати побаравме улеснување на тој процес. Јас побарав и пред 2 дена, се уште очекувам одговор, да на секој член на СДСМ кој што има желба да учествува во изборниот процес, на 36-ти тоа да му го возможиме само со покажување на лична карта. Заради тоа што не мислам дека СДСМ никогаш, а посебно не сега, може да се го дозволи луксузот да враќа луѓе од избирачко место. Така што јас очекувам навистина дека раководството на партијата, Централната изборна комисија ќе го уважи овој наш предлог. И председателката на Централната изборна комисија на СДСМ Викторија Аврамовска-Мадиќ не се согласува со поранешната министерка за одбрана, вели од нивна страна било направено се за да има фери демократски избори во партијата. Централната изборна комисија согласно статутот и одлуките на извршниот одбор и Централниот одбор кој се донесе највисоките органи ќе продолжи постапката, а тоа е нивно право, бидејќи процесот си е легитимен, демократски, си е спроведен во најдобар ред и ќе си продолжи гласањето во недела од 8 до 20 часот ќе си се спроведе во општинските организации. Останатите тројца доставија предлог список на контролори на избирачките места кои ќе следат работата во недела. Доказ за незадоволството во СДСМ по историскиот пораз се покажува и со бројот на пријавени за гласање нешто помалку од 23.000. Тоа е за 3-4 пати помалку во однос на претходните избори за партиски лидер, кога победија Зоран Заев и Димитар Ковачевски. За победа на утрешните избори потребно е да се освои мнозинство од членството кои ќе излезат да гласаат во општинските организации.